Поминатото лето беше особено жешко во Скопска Кисела Вода. Локалното население зовре против Центарот за зависници. Се боцкаат на недолични места, што се види, а нашите деца се принудени да ги гледаат сите тие работи. Јавниот притисок го натера Министерството за здравство да најави распределба на дел од пациентите од Кисела Вода во поликлиниките Јане Сандански и Ченто и психијатриската болница во Бардовци. Сликата која што ја имаат сега не е вистинската и таа која што ќе биде ако се случи дисперзијата. Но потоа протестираа жителите околу поликлиниките Јане Сандански и Ченто, па дисперзијата никогаш не се случи. Дали се смени нешто во Кисела Вода? 7 месеци подоцна, околината околу Центарот за зависности во Кисела Вода делува за нијанса подобро. Нема зависници што се боцкаат јавно и расфрлани шприцеви. Повремено, обиколка прави и полицијата. Дали нешто е сменето и од внатре? Не добивме одговор на ова прашање од персоналот кој работи во Центарот за зависници. Бројките покажуваат дека состојбата е сепак незадоволителна. Во моментот, Центарот за зависници во Кисела Вода обслужува околу 530 корисници на метадонска терапија. За пациентите се грижат 4 психијатри, 2 социјални работници и 2 психолози, или на секој психијатар има околу 130 пациенти, што е далеку од европскиот просек кој пропишува дека еден психијатар треба да работи со најмногу 50 зависници. Проблемот со недостигот на персонал е видлив и за самите корисници на Центарот. Нормално дека двајца доктори, ако имаат 50 пациента, е една работа, ако имаат 500 пациента, е сосем друга работа. Друго е да може да те види секоја недела, например, по пола саат, друго е да у месец и пол да те види еднаш. Откако не се случи децентрализацијата на центрите за зависности во Скопје, за пациентите остана проблемот на патување од други општини до Кисела Вода за да се лекуваат. Некои мораат да менуваат и по неколку автобуси, а трошоците ги плаќаат од свој џеп. Општинска база би било најдобро решение да секој да си ја подига терапијата на, например, тие што живеат у Чаир, у поликлиника Чаир, тие што живеат у Карпош, се у 8 септември. Еве на 8 септември е добар пример дека таму си функционира, никогаш немало проблем. Центарот во градската болница 8 септември од 2012 година ги лекува само пациентите со лична карта од општина Карпош. Но тој не е дел од програмата за децентрализација на програмите за зависности во град Скопје. Бројот на пациенти овозможува поголема контрола на пациентите. Да речеме, особено ако одреден број на пациенти секако стабилни и со години, нели, се на субституцијски третман, јас само сакам да потсетам дека 43 или 44 пациенти со лични карти од општина Карпош си беа пренасочени од Центарот во Кисела Вода. Тоа можеби не значеше растаретување за тимот на моите колеги таму. Меѓутоа, тоа е една добра половина од сегашниот број на пациенти, што е над 80, која што како таква дојде од програмот во Кисела Вода. Психијатарот Костовски го поддржува планот на Министерството за здравство за дисперзија на центрите во другите општини, но предупредува дека новите центри ќе се соочат со проблемот на актуелните центри, немање стручен кадар. И отварањето на тие центри и свежиот мирис на боја и стаклото шалтерско што ќе биде поставено, ќе треба некој да оди да работи во тие центри. Другата опција што се разговара, што е предмет на големи дискусии, понекогаш и на мисперцепции, на емотивни реакции и на потреба да се нешто направи, да жално е да постоечките центри се на некој начин пополнат по некој принцип. Тогаш пак имаме пад на квалитетот на третманот во тие центри.
Без доволно персонал, центрите за зависности во цела држава се претворени во шалтери каде се подига терапијата, а без медицински надзор и соодветна психосоцијална поддршка, се доведува во прашање успехот на третманот и се случува злоупотреба на метадонот. Овие заклучоци се дел од истражувањето на невладината ХОПС за квалитетот на програмите за лекување за 2019 година. Генерално никаде не цветат рози. Зошто? Затоа што сегде имаме одредени видови на проблеми кои што или ги немало во минатово или не биде толку големи. Но министерот за здравство Венко Филипче убедува дека решението кое го подготвило ресорното министерство ќе ги искорени овие појави. Со дисперзијата, вели Филипче, ќе исчезне и злоупотребата, бидејќи ќе се намали бројот на пациенти во еден центар и терапијата ќе се зема под медицински надзор. Малку ретериравме во изминатиот период заради некои други активности кои што ги имаше во рамките на здравствениот дом во Скопје, понатаму заради административните пречки за доделување на просторот од здравствен дом кон психијатриската болница, значи требаше се помине на административна процедура и сето ово одзема време. Значи да се направи план, на и распоред на здравствени работници, да се примат здравствени работници на работа, значи тоа е оној целокупен процес на обезбедување финансиска согласност, на распишување на конкурс, на прием. Филипче е свесен за недостигот на стручни кадри, па проблемот ќе се решава со системна ротација. Значи експерти кои што може да одат на повеќе места, зашто со порано распишаните избори не стигнавме да направиме уште една законска измена во Закон за здравствена заштита, тоа ќе следи после изборите, за да може еден лекар да може да работи у било која здравствена институција со дозвола на менаџерот, директорот на неговата матична јавна здравствена установа. Дисперзија на центрите во повеќе засебни единици не е потреба само за Скопје. Во Охрид, например, до 2017 година интегрираниот центар за зависности функционираше на друга локација. Располагаше со простор за добивање метадонска терапија, психосоцијална поддршка, креативни работилници и програма за оспособување за работа. Сега во центарот како дел од општата болница, кој обслужува пациенти од Струга, Дебар и Кичево, тоа речиси и да го нема. Благодарам многу, пријатен ден, се не убаво, чао, чао. Секако им е тешко. Прво, заради физичкото патување, поврзаноста со центарот. Второ, заради финансискиот момент, затоа што на дел од корисниците соодветните центри за социјална работа во општините им плаќаат финансиски надоместок, патни трошоци, на дел не. Меѓутоа, тешко и самата поврзаност со центарот. Ако се вработени, мора еден ден посебно на тие што патуваат, еден ден да го одвојат за доаѓање по терапија или за преглед. Доктор Лаброска е општ лекар и располага со тим од 3 медицински сестри, а на списокот има 170 пациенти со просечна возраст од 40 години. Значаен дел од нив се веќе ресоциализирани. Еден од пациентите со кој разговаравме во Охрид вели дека борбата со зависноста е исто толку тешка колку и борбата со предрасудите и дискриминација со кои се соочува. Проблеми за кои бесплатна правна помош на луѓето што употребуваат дроги обезбедува мрежата за заштита од дискриминација. Работам приватно, камерман, исто така фотограф сум. Искрено јас себе сум аплицирал до сега 2 пати сум аплицирал за работа, но ете, опијан сум. Јас не кријам, му кажувам дека сум на терапија тие работи, но се чувствувам значи здрав, прав за работа, сите тие работи, способен. Дискриминација имат во некои од институциите заради тоа. Кога ќе видат дека си на терапија со тоа и подруго те гледаат. Покрај системска промена за подобрување на квалитетот на програмите за лекување на зависности, потребна е и работа за менување на свеста кај населението, сметаат од ХОПС. Во договор со општините да кога ќе почне да се реализира таа дисперзија, да заеднички работиме на едукација на населението. Јас лично
Не верувам дека само со една или со две или три едукации ние ќе го смениме менталитетот на нашите луѓе, меѓутоа секако дека тоа ќе помогне. Една од точките каде се потврла е тоа што во програмите не се вклучени малолетните лица и дел од ромската популација која не поседува лична карта и извод од матичната книга на родени. Веќе 10 години иницииравме прашањето за отварање на посебна програма за лекување и грижа за деца или малолетници кои користат дроги. Таа програма е изработена, меѓутоа во овој момент се уште не е усвоена од страна на владата. Лекувањето на зависност од дрога се одвива во 10 градови во државата или во 11 центри, од кои 2 се во Скопје. Последните податоци на Министерството за здравство од 2017 година покажуваат дека околу 1600 лица се лекуваат со метадон, а 250 со бупренорфин, а се проценува дека околу 6800 луѓе инјектираат дроги. Тоа значи дека опфатот на програмите за лекување на зависности изнесува 27%, што е далеку под европскиот просек, кој изнесува 50%.